Последни вести денеска. Две лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа што денеска се случи на експресниот пат Кочани-Штип. Во несреќата, како што соопшти од МВР, учествувале две патнички возила со кочански регистарски таблички. Дејан Трајковски. Експресниот пат Кочани-Штип продолжува да одзема животи. Попладнево во тешка сообраќајна несреќа на самото место кај село Тркање, од здобиените повреди загинаа две лица, чии возила биле со кочански регистарски таблички. Возилата од силниот удар се речиси целосно уништени, а за едното од нив интервенирали пожарникарите, бидејќи било во пламен. Кои се причините, полицијата допрва ќе утврдува, а од МВР апелираат на внимателност на патиштата за да се избегнат трагични настани. Сообраќајна несреќа помеѓу две патнички возила со кочански регистарски ознаки. Од здобиените повреди, двајцата возачи починале на местото на несреќата. Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот максимално да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Возачите да не управуваат со брзина поголема од дозволената, ниту пак под дејство на алкохол, со цел сите заедно да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата за нас и нашите деца. Оваа делница што по изградбата се најавуваше како брз и безбеден пат помеѓу двата града, стана една од најцрните сообраќајни точки во земјава, кој од ставањето во функција одзеде многу животи, а патот стана познат и по екстремно брзото возење и честите несреќи. Минатата година на патиштава во земјава според статистиката на МВР животот го загубиле 142 лица, бројки кои министерот Панче Тошковски ги нарече страшни и најави дека фокусот ќе биде тие да се намалат. Како решение за ваквите појави, тој го најави Safe City системот, кој покрај на градските ќе биде инсталиран и на регионалните патишта, каде брзината на возење најчесто е далеку над пропишаната. Токму за системот, Тошковски преку социјалните мрежи информираше дека е во Израел на покана на компанијата Elbit Systems, која создава системи кои треба да ги унапредат техничките и безбедносни капацитети на МВР, особено Safe City. Македонија нема да испраќа војници во Украина во случај тоа да биде побарано од Европската унија. Ова е ставот на владиниот врв. Премиерот Мицкоски вели дека целта е членството во ЕУ, но и дека САД се стратешки партнери на земјава. Лидерот на СДСМ Филип Чепак со став дека власта направила сериозен преседан во Обединетите нации. Јана Јосиповска. Македонија нема да испраќа војници во Украина во случај тоа да биде побарано од ЕУ како безбедносна гаранција, велат извори од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. По вчерашниот состанок на европските лидери и различните ставови на Вашингтон и Брисел, како да се обезбеди траен мир во Украина, извори од МНР велат дека Македонија останува на стратешката определба за полноправно членство во ЕУ, но усогласена и со стратешкиот партнер САД и националниот интерес, а тоа според македонската дипломатија нема дополнително да ги загрози нашите европски позиции за почеток на преговори. Ваквиот став го потврди и премиерот Христијан Мицкоски. Наша стратешка цел е полноправно членство во Европската унија. Но исто така наш стратешки партнер се Соединетите американски држави. И тука не треба никој да има дилема. Ние како држава треба да се позиционираме заедно со нашиот стратешки партнер. Убедени сме во владата дека тоа е правецот во кој што ние како држава треба да се движиме, дека нашиот став беше исправен, потврдата стигна во гласањето во Советот на безбедност, кој што е како одлука носи конечни одлуки. Ќе можат ли да влијаат Соединетите американски држави во деблокирање на европскиот процес на Македонија и спорот кој што било со Република Бугарија? Можеби тоа прашање треба ним да им го упатите. За разлика од него, лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека власта направила сериозен преседан со гласањето воздржано за резолуцијата во Обединетите нации. Оцени дека стратешкото партнерство со САД е добре дојдено, но нашата цел треба да биде ЕУ и поради тоа сметаат дека преговорите за членство треба да ги почнеме што е можно поскоро. Што може да изгубиме? Време. Тоа можеме да изгубиме. Ние седиме, тапкаме во место, младите заминуваат, луѓето не може да врзат крај со крај. Искрено се надевам дека ќе има резултат. Тие посетува Америка, навистина ќе има резултат. Да не биде после капитулација на политиките на оваа влада, дека ништо не успеале да направат. Како викаат тие, предавство е ова со Бугарија. А ако им кажат не може да се менува ништо, ќе биде ли предавство на нивните најави со кои што дојдоа на власт и ги разочараа
граѓаните. Од македонското МНР пак уште еднаш повторија дека единствено прифатливо решение со Бугарија е одложена примена на уставните измени, со јасни гаранции и предвидливост на патот кон полноправно членство во ЕУ. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски вели дека од тоа што првично го разгледал во предлогот за негово разрешување, според него не постои никаков основ за утврдување тешка дисциплинска повреда, како причина поради која би бил сменет од функцијата. Во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки. Останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. Во Кривичниот суд продолжи судењето за убиствата на Вања и Панче. Обвинетиот Љупчо Палевски Палчо ги презентираше своите материјални докази, а побара и земање на судијата во случајот. Деталите од Михајло Видимлиски. Да се испита дали чаурата најдена покрај телото на велешанецот Панче Жежовски и испукана од пиштолот кој го поседувал обвинетиот Боре Видевски, бара одбраната на Љупчо Палевски Палчо. Неговите адвокати бараат во судница да се сослуша и вешта кој утврдил дека се работи за чаура од оружје со калибар 9 мм и дека на неа се пронајдени, како што велат, траги од значење. По балистика можат да утврдат дали е од оружје кое легално го поседува било кој во Република Македонија или од некој нелегално оружје купено на црн пазар. Тоа до ден денес обвинителството го нема направено, а теретиме луѓе за убиство. Палевски денеска ги презентираше своите материјални докази. Меѓу нив беше и снимка од Safe City, која беше на листата на докази на обвинителството, а со која сакаше да докаже дека Палевски со Реното Кангу бил во Скопје ноќта на 21 кон 22 ноември 2023-та, наместо тврдењето на обвинителството дека бил во Велес. Но од технички причини снимката не беше прикажана, па бара од обвинителството да ја обезбеди снимката. Палевски на ова рочиште бараше и земање на судијата Ивица Стефановски, тврдејќи дека пристрасно ја водел постапката. Барам и земање на судијата, кој крие оружје затоа што не му се вклопува во однапред нарачаната пресуда, затоа што таа е донесена на пресконференцијата на 5 декември 2023 година од страна на Гаврил Бубевски и Оливер Спасовски. Доживотната робија ниту ме плаши, ниту влијае на мене, рече Палевски во судница. Барањето за иземање на судијата беше одбиено, а дали ќе се сослуша вештак околу чаурата, судот дополнително ќе одлучи. Следно рочиште е закажано за на 12 март, за кога е предвидено обвинетиот Велибор Манев да даде свој исказ. Тоа беше се. Пријатна вечер.